Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети Треновски. Почитувани, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Како што беше и најавено, наш денешен гостин е господин Ристо Никовски, поранешен амбасадор на македонската дипломатија, политички аналитичар и колумнист. Со господин Никовски ќе разговараме за најактуелните теми од изминатите неколку дена, како и за прашања што не засегаат сите нас македонците без разлика каде живееме, почитувани. Во денешниот разговор, покрај темите што ги најавивме на почетокот на емисијата, ќе отвориме и други прашања, а еве дел од нив. Македонија и нови партнерства, случајот Казахстан. Дали отварањето кон земји надвор од регионот представува нова дипломатска стратегија или само дополнување на постојаната политика? Македонија, Унгарија, вредности и интереси. Средбата со Орбан отвори прашање за стратешки партнерства. Дали тоа е предност или ризик во однос на ЕУ? Внатрешни политички судири, националните интереси под лупа. Остри обвинувања меѓу власта и опозицијата. Дали станува збор за реална дебата или за политичка реторика? Регионални односи, посетата на црногорскиот претседател на Македонија. Дали Балканот навистина се стабилизира или само одржува кревка рамнотежа? Македонија и ЕУ, правна и дипломатска битка. Отварањето на прашањето за вториот протокол, дали конечно следува поодлучен настап на Македонија? Глобални жаришта, Украина и Блискиот Исток. Дали светот оди кон деескалација или долгорочна нестабилност и што тоа значи за Македонија? Почитувани, на сите овие прашања, како и на многу други што ќе произлезат од темите што ќе ги отвориме во текот на разговорот, аналитички одговори ќе добиеме токму од нашиот гостин, господин Ристо Никовски. Токму така, почитувани, со нас во студиото ќе биде Ристо Никовски, гласот на македонската дипломатија, човек кој ги знае сите тајни на македонската дипломатија. Подгответе се за разговор што ќе ја разоткрива реалноста на геополитиката и иднината на Македонија. Останете со нас и не пропуштајте го разговорот со господин Ристо Никовски, почитувани, човек кој ја познава играта од прва рака и кој ги разбира и геополитиката и домашните предизвици. За неколку моменти со нас ќе биде господин Ристо Никовски, човекот кој ја изгради и ја одржуваше македонската дипломатска стратегија. Подгответе се за исклучителен разговор. Ристо Никовски ќе ги сподели сите детали и искуства од светот на македонската дипломатија и ќе открие што навистина значи да се води држава во турбулентен регион. Токму така, почитувани, господин Ристо Никовски е подготвен да се вклучи и да ни открие што значи да се води држава во сложен регион. Останете со нас за ексклузивен разговор од прва рака. Подгответе се за интерактивен разговор, директни прашања и аргументирани објаснувања на најважните теми. Не тргајте го погледот од екранот, за неколку секунди ќе го поздравиме господин Ристо Никовски, а разговорот ќе започне со факти, аргументи и искрени согледувања за сите клучни прашања. Разговорот ќе биде отворен, аргументиран и ексклузивен. За таа цел, преку видеоврска го покануваме господин Никовски да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со поврзувањето и звучниот сигнал. Доколку не слушате господине Никовски, добро утро и добро ни дојдовте повторно во Македонски корени. Добра вечер за нашите во Австралија, добар ден за другите ни светот и за македонците, нели така, во Македонија. И поздрав на сите наши каде идете. Се радам што повторно на македонски корени, бидејќи знаете кај да одите, што и да правите, без своите македонски корени не можете. Топ, така, добро јутро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што и денес ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас, но поважно од се и со нашите гледачи и слушатели за низ разговор да анализираме барем дел од она што во последните неколку денови се случуваше во Македонија и пошироко на политичката сцена во светот. Се надеваме дека и денес, како и секој пат, кога вие ни гостувате, ќе го задржиме вниманието на сите нив.
Се надевам и јас и големо задоволство ми е што сме повторно заедно. И уште еднаш да се подсетиме, доколку има прашања од гледачи и слушатели, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екран и прочитани, и доколку сметате дека треба да одговорите на нив, тоа слободно можете да го направите. Нема никаков проблем и тоа е дел од овој муабет што го правиме. Токму и така. Пред да преминеме на конкретните теми поврзани со Македонија, би сакале накратко да ја поставиме и пошироката слика. Во услови на засилени геополитички тензии и редефинирање на односите меѓу големите сили и во свет каде што ривалството меѓу големите сили станува се позасилен фактор, како ја гледате позицијата на помалите држави како Македонија? Дали можат да го сочуваат својот простор за самостојна политика? Видите, во светот и до сега, и сега, и од сега, уште многу години ќе владее силата. Тоа не е спорно, разбирате. Према тоа, значи, зависи од нас, зависи од малите држави, на кој начин и како ќе се прилагодат на условите. Значи, од самите држави зависи. Во турбулентните времиња, како што се овие сега, треба секоја држава да го бара својот модус вивенди, своето решение, својот оптимум и во тие рамки да води политики. Не е лесно, напротив, е скоро невозможно, меѓутоа, затоа имате политички лидери кои се во дадените услови на чело на државата и тие треба да ги решаваат проблемите и да се прилагодуваат на условите и да го постигнат максимумот. Нема друго решение. А да се разбереме, никогаш нити, како што рековме, нити во минатото, нити сега, нити во иднина, ќе има некој простор доволен, широк, на расположение за малите држави. Тие секогаш се мали, разбирате, и некои често го споменуваат Тукидид, еден стар елински филозоф, кој велеше големите прават што сакаат, малите и сиромашните и слабите што мораат. Тоа е делумно точно, меѓутоа велам, во секој случај од секоја држава зависи што и како ќе постигне. А секогаш го спомнувам примерот на Виетнам. 650.000 американски војници имаше наоружани до заби, а јас бил во Виетнам пред да падне Сайгон. Народ, разбирате, кај што некој немаше лопати и вилјушки за да работи на полето, победи. Паѓате, во една сиромаштија невидена, ако е народот одлучен да ги брани своите интереси, дури во услови на војна, успехот успехот е неизбежен. Али велам, зависи од секоја држава. Дали ќе изиграва марионетка на другите, на големите, или ќе води своја политика. Своја политика се разбира која ќе биде умна, резонска, соодветна на собствените интереси и ги брани во основата и на крајот своите интереси. Дали сметате дека помалите држави како Македонија можат да ги искористат новите геополитички трендови како можност за зајакнување на својата независност и стратешка позиција? Апсолутно. Апсолутно. Велам, од секоја држава зависи како во сите било какви околности и прилики и услови ќе се постави. Ако изиграва, ако се уплаши, ако се изолира, ако се инхибира, нема ништо да постигне. Али ако тропне на маса и каже да, вие сте силни, јаки, меѓутоа нашите фундаментални, клучни, најважни интереси тие и ние од таа црвена линија не отстапуваме. Знаете, секој ќе го почитува тоа. Значи, од секоја мала држава, сиромашна, како сакате држава, зависи како ќе се постави на меѓународната сцена и што ќе постигне. Така. Господин Никовски, во еден таков глобален и регионален контекст, да го продолжиме разговоров со актуелните дипломатски активности, поврзани со конкретните чекори на македонската дипломатија,
кои отвараат прашања за насоката на нашата надворешна политика. Во време кога Македонија се обидува да заакне својата меѓународна позиција, светоци сме на интензивирање на односите и со земји надвор од традиционалниот европски круг. На крајот на март, во Скопје се одржа третата рунда политички консултации меѓу Македонија и Казахстан, со акцент и на можен безвизен режим и економска соработка. Дали ова го гледате како дел од широка стратегија за диверзификација на надворешните односи, особено во контекст на безвизниот режим, или само дополнување на нашата надворешна политика надвор од ЕУ и Балканот? Видите, тоа е еден позитивен исчекор, бидејќи нема многу за жал. Македонија е премногу врзана со Брисел, со Европската Унија и со Вашингтон главно, и тука завршува приказната. Знаете, тоа е на некој начин хендикеп. Ние немаме речи никакви односи со Кина и со Русија, две големи, важни, клучни земји по многу што во светот, да не зборуваме со едно чудо други земји кои постојат на поширок план, во еден Бразил, една Индија или една Јапонија и така натака и така натака. Го спомнавте Казахстан. Казахстан е преку 2 милиона и 700 илјади квадратни километри, девета најголема држава на светот, разбирате. Така да има некаде сега веќе близко 20 милиони жители. Значи не е било каква држава. Иначе еден податок кој е многу интересен. Рускиот, претходно советскиот вселенски центар Байконур е во Казахстан. А знаете, Байконур сега, нели на времето беше дел од Советскиот сојуз, сега е рентиран, сега плаќа кирија Руската федерација за Байконур, а Байконур има преку 25.000 квадратни километри, така колку Македонија, разбирате. Значи, равно на Македонија. Така да тоа се позитивни исчекори на нашата дипломатија, треба да има што повеќе такви и на тој начин вие диверсифицирате својата надворешна политика и ја поставувате на посироки фундаменти вашата надворешна политика. Таа добива на сила, на моќ, разбирате, и вие на тој начин играте поважна улога на меѓународната сцена. Велам, позитивен исчекор кој треба да се поздрави и треба да се посакат многу други такви, повеќе, велам, со земји кои се исто така важни, од кои не така може да се има само односи, од кои може да се има само ќара, никако зија. Господине Никовски, дали ваквите потези ја зајакнуваат позицијата на Македонија или носат ризик од геополитичко балансирање? Апсолутно ја зајакнуваат. Апсолутно. Само велам, кога станува збор за визите, за безвизен режим и така натака, треба да се води сметка дека нашиот договор за соработка со Европската Унија и евентуалните преговори за членство, тука имаат едно чудо голем број на ограничувања, така да ако одиме напред према Европската Унија, што сега не изгледа баш многу возможно и многу реално, тие проблеми ќе бидат повторно ставени на маса, разбирате. Така да велам, али во целина, во секој случај тоа се позитивни исчекори и велам, дај Боже да ги има што повеќе со повеќе други земји и тоа ќе зајакнува нашата меѓународна позиција, ќе ни дава поголем маневарски простор и велам, ќе биде полесно да решаваме некои други клучни наши проблеми на меѓународен план. А да не забораваме, нашите клучни проблеми на признавање, непризнавање, блокади, членство во ЕУ и така натака, се од дипломатски карактер. Така да нашата дипломатија треба да зајакнува што појако, што побрзо и што по-масовно, разбирате, затоа што таа е клучот кој треба да ги брани нашите интереси, кои се помногу што суштински, кои задираат во корените, пак да се вратиме на македонските корени. Така.
Во разговорите беше посочен потенцијал за продлабочување на соработката во енергетиката, транспортот, туризмот и земјоделството. Кои се клучните области според вас каде Македонија може да развие по-конкретна соработка со Казахстан? Економијата, енергетиката или политичката поддршка на меѓународен план? Видите, тука веројатно во прв план избива се наметнува енергетиката, затоа што Казахстан е богат со нафта и газ, малку е далеко, нели така, врските со нафтоводите, гасоводите од таму не се баш многу развиени према Европа, али на нив се работи, така да, велам, енергетиката веројатно е клучниот интерес од наша страна, меѓутоа и пошироката економска соработка, во земјоделието исто така. Слушайте, нашата приказна за земјоделието е жалостна, трагична дури. Македонија е голем увозник на храна, а треба да биде голем извозник на храна, разбирате. Така да и оваа соработка со Казахстан веројатно не може да го стимулира нашето земјоделство, али во секој случај и тоа е еден повод да се разгледуваат разни можности, разни опции и да се барат решенија, затоа што велам, Македонија има комплементарни предности, разбирате, неспорни предности на планот на земјоделството и треба да го развива во еден масовен, разбирате, приод, бидејќи знаете, без све се може, без храна не се може. Така да на крајот од денот храната е клучот на се, а Македонија увезува преку милиарда евра годишно храна, што е помалку, бих нас кажано, и срамота. Господине Никовски, од ова проширување на дипломатскиот хоризонт надвор од регионот, да се вратиме поблиску кон Европа и кон нашите билатерални партнерства во рамките на ЕУ, пред се кон стратешкото партнерство со Унгарија, како што го видовме преку средбата на премиерот Христијан Мицковски со унгарскиот премиер Виктор Орбан, како и преку неговиот говор на МКК. Средбата на Мицковски со Орбан и говорот на МКК, образовна и истражувачка институција во Унгарија, ја потенцираат стратешката соработка и заедничките вредности. Како ја оценувате значајноста на оваа средба и говорот во контекст на македонско-унгарските односи? Една од светлите точки на нашата дипломатска и надворешна политичка активност се односите со Унгарија. Видите, денеска во Европа таква каква што е, помногу што никаква меѓу нас кажано, Орбан е единствениот лидер кој знае, кој чувствува, кој води, разбирате. Сите други се изгубени во вселената. Знаете, жалостна е приказната што ден се случува Европската унија како символ на Европа во целина, нели така, која сака да војува со Русија, која ги расипа односите со Соединените американски држави, кои апсолутно не знаат што сакаат. И самата Европска унија се наоѓа во еден хаос, во еден ќорсокак, сакаат да се реформираат, а реформите се скоро невозможни по многу што, бидејќи за све потребен консензус, а тој консензус не може да постигнат бидејќи интересите меѓу 27 членки се сосема различни, разбирате. Така да, односите на Македонија со Орбан, односно со Унгарија во целина се една светла точка од нашата надворешна политика, која покажува дека тука има и разбирање, и меѓусебна поддршка, и по многу што идентични ставови, разбирате. Меѓутоа, да се разбереме, на 12 април се изборите во Унгарија, парламентарните избори, и шансите на Орбан моментално се доста слаби, затоа што опозицијата води со 10-90% во анкетите кои се прават, и велам, тука е многу интересна големата поддршка која ужива овој Орбан од Соединените американски држави, и Рубио, државниот секретар, веќе беше еднаш во Будимпешта да го поддржи Орбан, сега повторно ќе оди, разбирате, така да, велам, објективно, секој во Македонија треба да го навива за Орбан, бидејќи на тој начин се навива и за Европската унија, велам. Единствените јасни, прецизни, неспорни, со визија
политики на Орбан во однос на Европската Унија се, мислам, недвосмислени, недискутабилни, така да и за Европа, и за Македонија е многу важно Орбан да победи на 12 април. Дали ваквото партнерство со Унгарија може реално да помогне во евроинтегративниот процес на Македонија или пак обратно ќе донесе ризик од дополнителни тензии со Брисел? Видите, во принцип, секоја поддршка од членка на Европската Унија за Македонија е позитивна. Така да Орбан, кој е по многу што критикуван од другите европски земји, затоа што велам помалце изолиран случај на позитивна, како што реков, единствена нормална политика во рамките на Унијата, меѓутоа велам, тоа може на некој начин директен да биде хендикеп, бидејќи велам, неговата позиција, односно позицијата на Украина во Европската Унија не е баш сјајна, меѓутоа велам, поддршката која ни е пружа, во секој случај е позитивна, кредитот кој ни го дадоа со доста поволни услови милиарда евра беше апсолутно корисен за државата, се стимулираат многу процеси, развојни процеси и велам, во секој случај, во целина, тоа не може да има конотацијата не може да биде негативна, туку е апсолутно позитивна. Мицкоски ја истакна и вредносната димензија, семејството, традицијата и националниот идентитет како темел на партнерството. Колку е значајна ваквата вредносна реторика и како ова компонента влијае врз регионалната соработка и улогата на Унгарија во Европа, особено во време на глобални предизвици? Токму тоа прашање, разбирате, е едно од клучните, бидејќи, знаете, семејството е основата на секое општество. Ако семејството не функционира, ако на линија на таа базична основа општествена има проблеми, има нерешени прашања, од, мислам, породилното отсуство да го земеме, до вработувањето на жените, до сите елементи на општествено живење се клучни во основата. И од нив зависи и крајниот печаток или крајниот успех на секое општество. Велам, залагањата на таа основа се апсолутно позитивни, апсолутно мора да се поддржуваат и велам, таа блискост на ставовите и на проценките и на политиките меѓу Македонија и Унгарија е позитивна и велам, тие односи се најдено на вистина највисоко ниво, али велам ќе зависат и од новата власт доколку е промена во Унгарија и мислам дека ќе има последици, бидејќи во секој случај и нашата поддршка на Орбан е недвосмислена, тотална, целосна, и јас апсолутно го поддржувам тоа, велам, ако дојде тамо до промени, ќе се создаде нова ситуација и ќе помногу што ќе почнеме од почеток. Господин Никовски, додека на надворешен план се градат партнерства, на внатрешен план сведочиме на остри политички судири околу истите прашања. За таа цел од стратешките партнерства сега сакаме да преминеме на внатрешни политички дебати, национални интереси и обвинувања меѓу лидерите. Прашањето за националните интереси повторно е во центарот на политичката дебата со сериозни обвинувања меѓу власта и опозицијата. Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, на пресконференција, повикувајќи се на една изјава на Мицкоски дека бил подготвен да чека со децении за влез на Македонија во ЕУ, го обвини премиерот дека ги предал македонските национални интереси. Како го оценувате ова историско наследство кое го остави СДСМ и последниве обвинувања на Филипче и што тоа зборува за реалната стратегија на Македонија кон евроинтеграциите? Видите, ако некој ги продал и ги предал, ако сакате уште поточно, македонските национални интереси, тоа е опозицијата, тоа е СДСМ. Јас повеќе пати сум кажал дека сум левичар, дека јас сум растел со тој социализам, комунизам, како сакате наречете го, и во секој случај, разбирате, нема многу допирни точки со десницата. Меѓутоа во Македонија, ВМРО кој е на десната страна или од политичкиот спектар, е едина партија
која се бори за македонските национални интереси, а она што го направија СДСМ заедно со ДУИ во последниот период, административен период пред последните парламентарни избори е катастрофа, разбирате. Тие го уништија македонизмот по многу што, разбирате. И таа опозиција која веќе не е главна, иако е се уште по структура, по све втора може би, меѓутоа таа на последните локални избори беше пета во Скопје, трета на многу места низ републиката и таа го изгуби тлото заради една апсолутно погрешна политика. И место сега да удрат со главата во зидот и да сватат дека направија историски грешки, дека го распродадоа македонизмот, разбирате, тие со глава сакат да го урушат и зидот. Апсолутно неприфатлива политика, разбирате. А од друга страна, и мислам се фатиле за Европската Унија како да простите, како слеп за стап, разбирате, и не сваќаат дека тоа што го прави Брисел према нас не е само навредливо, не е само понижувачко, туку е велам, да не речам силеџиство и нешто антиисториско и нешто антицивилизацијско, разбирате. И тие место треба сето да го сватат, тие продолжуваат со истите политики, а веројатно не знам, тамо има паметни луѓе едно чудо, не се свесни дека на тој начин само си ја сеќат гранката на која седат и дека на следните избори веројатно нема да бидат ни пета ни 10-та партија во Македонија, разбирате. И тоа ќе биде заслужено. Од друга страна, власта, мислам, новата власт, која веќе 2 години, веќе не е нова по многу што, направи сериозни, фундаментални промени прво во дискурсот, во реториката према Брисел и према Европската Унија и постави некои лимити кои се по многу што неспорни, разбирате. Кога главната преокупација, ако сакате, главната заложба на ова наша никаква опозиција е да се промени уставот, затоа што тие прифатија нешто што е неприфатливо. Да го менуваме уставот за и да ставаме бугари во уставот. Прво треба се прашаат, а зашто Софија постави и ултиматум и за жал го протна и го наметна тој ултиматум и во преговарачката рамка да се менува уставот. Па тоа треба да си прости, неписмен да речам, да не свати дека целта е бугаризација на Македонија. И не само тоа. Видите, Рашица е прво една клучна основна работа. Ниту Грција не прекрсти, ниту Бугарија ќе не бугаризира. Зад сите тие политики стои меѓународниот фактор и тоа главниот меѓународен фактор. Ако тоа се знае, разбирате, све друго е појасно. Никој нормален, ако сакате, не може да верува дека од распадот на Југославија, тоа веќе 35-6 години, секој месец Македонија имаше по некој ултиматум, секој месец Македонија имаше по некоја уцена, мораше да менува име, мораше да менува устав, мораше да менува знаме, мораше да менува устав неколку пати и сега повторно го бараат, разбирате. Значи, уцена, или ќе, ако сакате во НАТО и ЕУ, ќе мора да го менувате името. Имавме јасна, прецизна агресија од Косово, точно со тие намени, разбирате, и некој да верува дека за тоа стојат Бугарија и Грција. Тоа мислам да речам надвор од умот, тоа е нешто што е нереално. И затоа велам, сегашната власт презеде апсолутно клучни промени, презеде и внесе во надворешната политика, во реториката која веќе не е понижувачка, која не е срамна, која не е навредлива за нас самите и антимакедонска, него ги постави работите на права основа. Фактот дека, бидејќи во преговарач, наш главен проблем не е вториот протокол односно односите со Бугарија, него наш главен проблем е преговарачката рамка, во која Бугарија успеа, што повторно покажува дека политиките према Македонија не се бугарски или грчки,
све оние што не сонуваше Софија дека ќе може да направи во однос на Македонија воз основа на своите историски синдроми, разбирате дека ние не постоиме како народ, нема македонски јазик, нема македонска историја и така натака, све успеа да напика, разбирате, видите на изразот во преговарачката рамка, разбирате. И сега новата власт тоа го спречи, на некој начин го блокира со она нивна позната, нели така, политика дека да, ќе го зменуваме уставот, али на крајот, ќе го смениме ли да важи после членството во Унијата. Членството во Унијата може никогаш нема да се реализира. И сега знаете што е, таа политика веќе покажа на Брисел дека не може да играат мајтап со нас, дека не може да прават што сакаат и дека Македонија веќе не е едно пионче со тие со кои тие ќе оклоцат како што сакаат. Меѓутоа, сега веќе треба да се премине на акција. И веќе ако не се премине на акција, оваа криза во која сме, затоа што нели опозицијата вели дека Македонија е изолирана, позицијата вели дека не е изолирана. Има во тоа одредена истина, бидејќи ние сме блокирани. Факт е тоа. Бугарија постави вето, нема преговори, а влегувањето на Македонија во Европската Унија е исклучително важно, бидејќи тоа е моментот кога Македонија дефинитивно ќе ја финализира, ќе ја реализира, ако сакате, својата позиција на меѓународната сцена. Таа се уште не е дефинирана. Точно заради тоа, бидејќи ние сме во Европската Унија, и ден денеска не споруваат и идентитет, не споруваат и јазик, не споруваат историја, и тоа најпоследно и најевидентно се случуваше во Европскиот парламент, разбира. Кога на крај трите главни партиски единици таму се договорија не да се избришат извештајот на преговарат на овој рапортерот за Македонија Вајц и македонски народ и македонски јазик. Што е тоа? Игнорирање на македонизмот, игнорирање на македонците како народ. Така да тоа се уште постои, се додека Македонија не влезе во Европската Унија, меѓутоа додека не влезе во Европската Унија, да не влеземе како македонци, како македонски народ, македонски јазик, македонска историја. А во дадените условија тоа невозможно. Така. Да се разбереме, ние утре да го смениме уставот, заутре тоа да важи. Одма, значи, тоа ќе почнеме преговори, бидејќи тоа е главниот сега услов за почнување преговори со Европската Унија, да ги завршиме за 6 месеци. Тоа е невозможно, мислам, теоретски невозможно. А ево да поставиме така. И што ќе завршиме преговорите со Европската Унија, ќе потпишеме договор за членство. Тоа оди на ратификација. Сите 27 парламенти треба да ратификуваат тоа. И што мислите вие? И што мисли било кој македонец, било каде на светот? Бугарското собрание ќе го ратификува тој договор, ако во него не стои дека ние сме бугари по род, дека имаме бугарски јазик, дијалект, дека имаме заедничка историја или бугарска. Никогаш. Нема шанс. Ние се наоѓаме во еден момент кога мора да се преземат сериозни, фундаментални чекори, револуционерни чекори, за да се вратиме на една реална позиција. А тоа значи претходно расчистување на односите со Бугарија. Ако ние не расчистиме претходно со бугарите и тоа што сега изворедно се залага и нашиот премиер многу гласно, а нашата изгубена опозиција тоа го критикува, тоа значи македонци во Бугарија, бугари во Македонија. Нема ли македонци во Бугарија? Нема бугари во Македонија. Така. И таа негова политика е апсолутно точна. Разбирате? Меѓутоа, ако не преземе акција, ако не тргнеме во офанзива, нашата внатрешна ситуација ќе се влошува, бидејќи нема да има влез во Европската Унија, тоа ќе дава се поголем простор, маневарски простор на опозицијата, кој ќе тропа на маса, тоа дава се поголем простор на албанските лидери, од кој голем број се за голема Албанија и нив им одговара бугаризација на македонците. Тоа значи дека државата оди во федерализација, бугарите, албанците ќе може да ја прават голема Албанија и слично, разбирате. Така да моментално предизвикот за нашата власт е огромен и едини начин да се излезе од тој ќорсокак е да се откаже вториот протокол. Вториот протокол е записник. Вториот протокол е еден
разбирате, документ кој нема поголема тежина од 5 грама. Значи, во дадената ситуација, ние треба да тргнеме во офанзива. Затоа што ово што беше постигнато сега и што власта го повторува е резултат кој ги расчисти некои клучни работи, дека не може да си играат мајтап со нас, ама сега ние треба да се избориме за нашето. А тоа може да се направи само со откажување на вториот протокол, кој е записник. Прво, ние треба да расчистиме со Бугарија, да ги поставиме, како што реков, односите на реципрочна основа, бугари овде, македонци таму, и тогаш веќе да тргнеме на отворен пат кон Брисел, кога Бугарија веќе нема да има можности, а со откажување на вториот протокол паѓа и ултиматумот за промена на уставот, и паѓа и преговарачката рамка, која е неприфатлива. Со оваа преговарачка рамка Македонија нема теоретски шанси да се приближи до Брисел. Така да се наоѓаме во една ситуација кога нашата акција може да ги промени состојбите. Се уште се плашам дека кај нас нема та критична маса да се тргне во една таква офанзива, и ако не се тргне, ќе биде апсолутно тешка, фундаментална историска грешка. Значи, ние сме пред извикот од кој мораме да се обидеме да излеземе од ќорсокакот, ако не, ќе одиме прудолу и ќе го уништиме македонизмот. До таму е радоена работата. Дали обвинувањата на Филипче кон Мицковски дека ги предал националните интереси имаат тежина, особено ако се земе предвид дека токму СДСМ, како што рековме, направи сериозни отстапки кон Грција и Бугарија, со што според дел од јавноста беа загрозени македонските национални интереси? Тоа нема никаква врска, тоа е точно спротивното, тоа ќе на некој начин го рековме. Тоа што вергла моментално опозицијата, така наречена во Македонија, е жалосно, разбирате, по многу што е апсолутно нефундирано, неосновано, и тие, сега знаете, во тоа опозиција само лаја, тако да смеам да кажам така, што не е баш дипломатски израз, со работи кои не држат 5 минути вода не држат, разбирате. Така да опозицијата е сега повторно тоа што за што се залага опозиција, тоа се е во основата на бугарските интереси. Мислам да тоа се сведува. Меѓутоа велам, тоа на некој начин исто така им ја кочи го кочи маневарскиот, маневарскиот простор на власта. Така да таа нивна улога повторно е негативна во една нагласена во нагласена форма и спречува, место да помогне да бараме излез, тие ретуркаат назад, бидејќи не се уште спремни да ги признаат своите грешки и да признаат дека тоа што го правеа, дека не може да признаат дека е предавство, меѓутоа дека беа сериозни и историски грешки за нашата земја. Како гледате на изјавата на Филипче, во која рече дека внесувањето на бугарите во уставот го нарече остварување на националните интереси, долгорочно членство во Европската унија и дека нивното внесување не представувало никаков ризик за нашите национални интереси и нашиот национален идентитет? Тоа покажува дека тој и тие околу него немат поима ни од дипломатија, ни од политика. Велам, прво дека се прашаат, а зошто толку Бугарија инсистира на внесување на бугарите во уставот? Зошто? Која е причината? Па тоа Радев го објасни. Тие се обидува со објаснувачкиот меморандум да му кажат на светот дека нема македонци, дека нема македонски јазик, дека нема историја, и тој самиот кажа на телевизија, сите гледавме, вели, таа политика, вика, не помина, вика. Светот не можеше да прифати, како ќе прифати дека ти видиш дека некој не постои, а тука е. Кој малце гледа и слуша, ќе види дека ние сме тука, дека не сме измислени, не сме паднали од Вселената. И кога виде дека тоа не поминува, тие бугарските, мислам таму, знаете, тоа е сепак една држава која има долга традиција, која има таму едно чудо, институции и инструменти и така натака, ја сврти политиката во човекови права. Човековите права, односно рушењето на Македонија. Што велам, што е основата?
Бугарија утре нека прифати дека ние постоиме како народ, разбирате, нема проблем. Нека утре ќе ставиме уставот, ќе ставиме главни, ќе ставиме дека се тие доминанти во држава. Ништо нема да промени. И тоа ти не признава дека ние постоиме. Чим не признава дека постоиме, а сакаме да ги ставиме во уставот, и Филипче и неговите соработници тресат една фундаментална глупост, кога велат дека ако ги ставиме бугарите во уставот, дека тоа ќе биде доказ дека сме два народа. Значи, тие се неписмени еден со друг збор, разбирате. Тоа да го направат бугарите во нивниот устав, тоа ќе биде дека сме два народа. Но ние не го спориме тоа. Ние велиме цело време бугарски македонски народ. Тие никогаш не велат македонски народ. Тие никогаш не користат за двата народа, разбирате. Народите на двете земји, а за нив народот македонски е бугарски. И ова е втора бугарска држава. Велам, тоа е еден магепсан круг во кој многу од нашите политичари за жал не го разбираат до крај, а овие се махери од страна, имаат широка поддршка, како што реков, главната политика на бришење на македонизмот не е ни бугарска, ни грчка, него многу поширока и многу поопасна. И, велам, ние во тој контекст, ако не излеземе со офанзива, ако не почнеме да го расчистуваме патот, нашата европска интеграција е завршена. А велам, првиот Чеко Реачи безболен, затоа што не одиме да го откажуваме договорот за непријателство, а во дипломатијата откажување на меѓународни договори е обична рутина, разбирате. Меѓутоа, овдека е многу полесно, се работи за протокол, за записник. А велам, ние прво треба да тропнеме на маса во Британија, со кој ум, со кој разум, со кои принципи, со кои размислување, со која политика вие преговарачката рамка ставивте записници. И знаете што, во преговарачката рамка во точката 5 од преговарачката рамка пишува дека Македонија мора да ги спроведува записниците или тие викаат прегледи, таму тоа се тие исти протоколи и записници кои треба да ги подпишува секоја година таа меѓу владина македонско-бугарска комисија која се грижи за спроведување на договорот за непријателство. Значи, ние сме земале обласка, некој да не речем што, разбирате, имбецилијете, да користам некој медицински израз, прифатиле да ние секоја година треба да подпишуваме такви разбирате, прегледи, протоколи, записници на крајот со Бугарија, дека нели така и ќе ги спроведуваме во преговарачката рамка. Па тоа значи дека ние сме согласиле дека ние ќе преговараме со Софија и сите тие записници кои треба да бидат годишни ќе бидат резултат на работата на историската комисија меѓу Македонија и Бугарија, а таа комисија што има задача? Да покаже дека нема македонци, дека и Гоце Делчев и се било македонско, се било бугарско, разбирате. Така сме се ставиле во една ситуација, се благодарејќи на опозицијата која тоа го потпише и прифати, разбирате, во една безизлезна ситуација. И сите нивни критики на позиција за сегашна се апсолутно неприфатливи, апсолутно надвор од умот и само покажува дека таа нивна предавничка политика продолжува. И само ќе додадеме, знаете, таа меѓувладина комисија меѓу Македонија и Бугарија, од која го потпиша вториот протокол, има два протокола. А према договорот за непријателство, член 12, мислам да 12, треба секоја година таа меѓувладина комисија да се состане и да анализира што е постигнато од тој договор за непријателство и кои се проблемите. Ништо повеќе од тоа. А вториот протокол е нов договор. Нов договор не може да биде вазички порема самиот договор за непријателство ако не биде ратификуван, а не е ратификуван. Према тоа, вториот протокол е апсолутно илегален. Помалце пошироко беше објаснување, меѓутоа мислам дека беше потребно, бидејќи велам, се вртиме околу тие работи, се вртиме околу тие ситуации кои претходно ги има уништено, разбирате, ги има срозано од македонска гледна точка претходната власт. Ги има уништено, разбирате, ги има, велам, капитулирано има од секој аспект. И тој ние сега мораме да се сочиме со тоа и да бараме некакви решенија.
Уште малку околу оваа тема, ќе има ли последици какви или нема да има изјавата на Мицковски во која вели сите во светот, но и македонските граѓани треба да знаат дека таа работа без ВМРО ДПМН не бива и дека македонскиот идентитет нема да се компрометира се додека не бидат загарантирани човековите права на македонската заедница кај нашиот источен сосед. Извонредна изјава и тоа е клучот. Ако тоа не се постигне, треба да се стави крај на све, бидејќи велам, ако тоа не го расчистиме, Македонија нема никој да влезе во Европската Унија и нема никој да го заврши своето финално етаблирање на меѓународната сцена, али велам, тоа сега бара акција, бара конкретни чекори кои ќе доведат до промена. Знаете, клучно во тоа е што Софија и Брисел со преговарачката рамка, со вториот протокол, го постигнаа својот максимум. Тие ги решија своите проблеми. Велам, Бугарија успеа да да влезе во преговарачката рамка тоа што и не сонувале. И тие сега се во право кога велат дека ние немаме други барања. Само исполнете ги, вие тие што ги прифатите. А преговарачката рамка, нашите, ајде да не речам сега идиоти, разбирате, се дадоа согласност за неа. Таа не е прифатена се уште од наша страна, ама дадена е согласност. Со други зборови, работата е фетакомпли, завршена, сваѓате. Така да, во секој случај мора да се трне во акција, да се расчитат сите тие односи и на тој начин да се отвори патот према Европската Унија. А во тој контекст, знаете, е позитивно што Европската Унија уште долго нема да се проширува. Тоа е факт, мислам, неспорен. Сега нели така се зборува со Црна Гора и со Албанија. Црна Гора може евентуално да ја приме да покаже тебе не е мртво проширувањето, меѓутоа Албанија не верувам, јас лично дека ќе ја примат, освен Америка ако не постави некакви услови и некакви ултиматуми, што во дадените услови исто така е малце веројатно. Така да ние имаме простор, имаме време, бидејќи проширување нема да има, да ги расчистиме тие односи со Бугарија и само тогаш можеме да одиме по една нормална траекторија, по една нормална патека према Брисел и еден ден, ако Европската Унија сепак реши да се проширува, да станеме членка. Инаку во дадените услови Европа ќе воспостави така наречена втора лига и од тоа помногу што нема бегање. Од внатрешните политички судири да се префрлиме повторно на регионот. Ќе се задржиме на посетата на Македонија од страна на црногорскиот председател Јаков Милатовиќ, кој отвори повеќе прашања од регионалната соработка до европската перспектива на Балканот. Како ја оценувате посетата на председателот на Црна Гора Милатовиќ во Македонија и неговите средби со председателката Гордана Силјановска-Давкова и премиерот Христијан Мицковски од геополитичка и регионална перспектива секако? Апсолутно позитивно. Знаете, за жал, состојбите во регионот се влошуваат. Односите меѓу Србија и Хрватска, кои се помногу што клучни, да речам и главни во регионот, се на работ од воена конфронтација. До тамо се стигнати, разбирате. Така да и тие средби регионални кои би требало да бидат чести, мислам, неформални, така натака се на крајот од денот се ретки, а велам, сега ќе се откаже хрватскиот председател Милановиќ го откажува и седбата Бриони, Блед Бриони, разбирате ли, Брдо Бриони, како се викаше, заради тие нарушени односи меѓу Хрватска и Србија, што покажува дека регионот место да се обединува, да се шири таа соработка, што е една од клучите за побрзо напредување према Европската Унија, што е оправдана, нормална и цел за подржување во секој случај за сите земји од регионот. Велам, се е тоа сега ставено на една спротивна, све се движи во една спротивна насока
И оваа посета на председателот на Црна Гора Македонија е еден позитивен исчекор во таа смисла за поздравување. Мислам дека разговорите беа конкретни, беа корисни и велам една манифестација на пријателство која е секако потребна. Меѓутоа, знаете, од тоа излезе дека економската соработка меѓу Македонија и Црна Гора е символична, дека трговската размена е 60 милиони евра, што покажува дека тие односи се навистина на едно рудиментирано ниво и дека може многу да се работи и да се оди напред. Во тој контекст, дали регионот денес има простор за балансирање или веќе е јасно геополитички дефиниран? Апсолутно треба да се работи на таа насока. Веќе моментално состојбите се лоши и по многу што се влошуваат. Меѓутоа, сите напори треба да се направат да произлеземе од тој ќорсокак, да произлеземе од тие конфронтации, што ќе оди многу тешко, велам, бидејќи тоа се на некој начин и рефлексии од надвор. Знаете, имаме ситуација кога влијанието на Русија во Србија е реално присутно и така натака, и корисно под многу аспекти. Меѓутоа, Хрватска од друга страна, католицизмот на Балканот, Хрватска и Словенија се широко поддржани од западниот фактор и велам, тоа се рефлектира на крајот од денот и затоа доаѓа до овие веќе вербални, оштри вербални конфронтации меѓу Загреб и Белград, што покажуваат дека регионот не функционира како таков и дека, велам, тука имаме и Босна, тука имаме и Косово, така да све заедно перспективите и визиите не се баш многу сјајни. На заедничката пресконференција Силјановска стави силен акцент на копенхашките критериуми, владењето на правото и предупреди на можни преседани. Дали ова значи дека Македонија влегува во поцврста и поаргументирана фаза во односите со ЕУ? Вижте, во преговарачката рамка, копенхашките критериуми се маргинално спомнат. Во преговарачката рамка, која се анализира длабински, се е поврзано со протоколите со Бугарија, записите со Бугарија. И велам, таа рамка е така направена, а од нашите гениалци во наводници прифатена, ние де факто ќе преговараме со Софија за влез во Европската унија, а не со Брисел. А тоа е катастрофа. Значи, тоа преговараш, а сведен си дека нема никаде да стигнеш. Велам, направени се сериозни грешки. Тоа што има направено опозицијата докога беше на власт, со договорот од нивици, со договорот за непријателство, со тиранската платформа, се штети историски и по многу што непоправни. Така да, таа опозиција, додека не се извини пред македонскиот народ, дека не ги признае своите, тоа се злосторства, тоа се во крајот од едно политички злосторства. Таа не би требало да има перспектива на македонската политичка сцена. Председателката Силјановска Давкова отворено укажа и на разлики во третманот на земјите членки во однос на малцинските права. Дали ова е сигнал дека Македонија почнува поотворено да ги оспорува двојните стандарди? Видите, тоа треба да се тропне на маса во Брисел. Добро е што тие теми се расправаат, добро е тие теми што добиваат некоја јавност и некоја, нели така, се промовираат во јавноста. Меѓутоа, во секој случај, тие работи треба да се раштат со Брисел. Велам, покрај тоа што ние треба да ги расчистиме работите со Бугарија, да ги воспоставиме апсолутно реципрочна основа, зашто на извореден начин се залага и премиерот, разбирате, ние мораме да тропнеме на маса и во Брисел. Така рековме, ако Брисел ставил во преговарачката рамка како услов за наш напредок према членство некакви записници, разбирате, па тоа е надвор од умот. Или да се вратиме на нешто друго. Сега се зборува дека Бугарија дала
120.000 пасоши на македонски граѓани, тие таму тврдат дека 220.000, се колку и да се. Во секој случај, тоа е еден криминален запад, разбирате, на кој Брисел не може да молчи. Тоа ни еден пасош не е даден од некаква љубов. Се тоа е криминал, се тоа корупција. Кај е Брисел? Па тоа се загрозува и се загрозуваат и интересите на Европската Унија. Значи, некој дели пасоши како ќе му падне на памет. Има едно чудо прашање кое Македонија треба да ги отвори во Брисел и на тој начин, знаете, и да го затвори тој маневарски простор на Брисел, ако утре, заутре, сепак нашите најдат сила и се покажуваат спремност да го откажат вториот протокол, без откажување на вториот протокол, ви тврдам, Македонија нема никаде да стигне. Али велам, ако покажат спремност и во таа насока, ќе биде важно да се тропне на масата и во Брисел, зашто политиките на Брисел досега во однос на Македонија, да не кажам се криминални, се апсолутно непринципиелни, се апсолутно, да речем, понижувачки за нас, се апсолутно нелегитимни помногу, што да речем. А ние молчиме, знаете. Кога некој молчи, ќе го дарат по глава. Ако ќе кренеш глава, ќе ќе чекај што правите, секој ќе се застане и ќе се праша, чекај, можам ли понатака да продолжам со истото? Ако молчиш, ако трпиш, ќе те гази. А ние досега така се одесуваме. Господин Никовски, дали во настапите и пораките што произлегоа од средбите со Гордана Силјановска-Давкова и Христијан Мицкоски гледате усогласена државна стратегија или пак постојат нијанси што откриваат различен пристап кон надворешната политика? Видите, немам толку длабински увид во разговорите со црногорскиот председател, да можам да оценувам. Меѓутоа, факт е дека има одредени разлики меѓу владата и председателката, кои не сум сигурен дали имат некоја поширока негативна рефлексија на меѓународен план. И велам, тука сепак во основата тие се заеднички. Тука има една база која не е спорна, за која стојат сите, али велам, во нијансите веројатно има разлики, без велам да можам да оценам дали има некоја поширока последица негативна за нас. И знаете, тоа е на некој начин неизбежно, бидејќи велам, во самата држава, меѓу партиите, особено меѓу водечката, владеачката партија, се и коалиција и опозицијата, разликите се фундаментални. Тоа има, значи, се две планети. И тоа на необјаснив начин. Тоа претходно го малце елабориравме дека политиките кои ги води опозицијата се апсолутно надвор од умот, апсолутно неприфатливи, апсолутно штетни за оваа држава и тие се обидуваат да го оправдаат своето предавство кое го има направено по повеќе прилики додека беа на власт. Често слушаме формулации дека регионот нема европска перспектива без Македонија, но без конкретни чекори. Дали тоа представува реална подршка или дипломатски речник без вистинска тежина? Видите, регионот како таков е во чекалницата на Европската Унија и во целина уште долго ќе остане. Така да Македонија мора и, знаете, иако во Германија и предходниот премиер, канцелар и сегашниот имаат изјавено дека во балканските 6 кандидати ќе бидат само во пакет примени во Европската Унија, што де факто покажува дека никогаш, бидејќи Косово нема никогаш да може бар во дадените услови да конкурира, бидејќи 5 членки на Унијата не го признаваат и тие нема никогаш да го прифатат. Значи, Европската Унија нема изградена политика во однос на кандидатите, што и како ќе прави, а велам, по целина за нив, иако сега малце креваат врева дека ради Украина проширувањето е повторно на маса, актуелно, тоа апсолутно не е реално, не е точно. Тоа е повеќе една психолошка, да речам,
психолошка утеха за кандидатите и ништо повеќе. Тоа рекол само единствено Црна Гора ако направат некаков исклучок што не може да изненади во целина. Се друго нема проширување, останува тоа и како што рекол, веќе втората лига е формулирана по речиси 95 или 99%. Иако не се спомна директно глобалните сили, дали ваквите пораки значат дека регионот дефинитивно е веќе геополитички позициониран и дека просторот за балансирање се намалува? Видите, во секој случај, знаете, и околу регионот постои една длабока разлика меѓу Европа, Европската Унија, со други зборови, и Америка. По многу што, бидејќи сега веќе со Трамп станува јасно дека за Америка Европската Унија не е еден логичен и природен партнер, туку е некаков конкурент, разбирате. Дури е по многу што на ниво на Русија и Кина, што запрепастува, бидејќи по многу што тие се логични партнери. И во тој контекст, знаете, останува отворено прашањето. Дали на Вашингтон му одговара да овие 6 од чекалницата влезат во Европската Унија или да останат еден дестабилизирачки фактор за Европа, бидејќи велам, во Вашингтон веќе не крие дека во Европа гледа ривал, а не гледа партнер. Така да, велам, знаете, во целина тие глобални односи, тие глобални интереси, тие глобални конфронтации на некој начин се рефлектираат директно и на регионот и неговата иднина ја ставаат во рамките на една неизвестност. Така да, мислам дека ние уште долги години ќе живееме во неизвестност, али тоа не спречува да вршиме реформи, да ги применуваме сите оние вредности кои ги има Европската Унија, например, и да на тој начин, велам, тоа е во интерес на нашите граѓани, не е во интерес ни на Брисел, ни на Вашингтон, ни на Токио, саѓате. Така да, велам, политиките треба да се водат во интерес на народот, а тоа значи спроведување на сите реформи кои ги диктира Европа, без да те бидат поврзани со некакво членство или преговори за членство. На средбата меѓу премиерот Мицковски и председателот Милатовик беше истакната потребата од зајакнување на пријателските и економските односи, како и на европската перспектива на двете земји. Од ваша перспектива, колку е реално ова да резултира со конкретни проекти и видливи ефекти за граѓаните и бизнисите и кои сектори според вас имаат најголем потенцијал за брз напредок? Па не сум многу оптимист во тој правец, разбирате, освен таа туристичка соработка и пред се македонските туристи додат во Црна Гора. Од друг аспект, знаете, постои еден објективен ограничувачки фактор, а тоа е дека меѓу двете држави, кои не се далеку една од друга, нема авионска линија, нити може да има, разбирате, затоа што или ако има, ќе биде привремена, може би летото неколку месеци и така натака. Патиштата кои би требало да не поврзуваат не се баш на ниво, разбирате. И ние ако одиме во Црна Гора, по принцип треба да одиме со воз преку Белград. Така да Црна Гора станува далеку колку што е, да речам, Љубљана или Виена. Така да треба да се развиваат односите. Добри се тие средби кои стимулираат на оден начин, али дека тука ќе се постигне некој поголем успех, мислам дека не е објективно се очекува. Сите овие процеси не водат и до односите со Европската Унија, каде што повторно се отвараат чувствителни прашања поврзани со македонската позиција. Во таа насока, вашата последна колумна отвора една многу важна дилема дали Македонија конечно треба поодлучно да настапи во однос на спорните договори со ЕУ. Господин Никовски,
А во вашата колумна го поздравувате потегот на Томас Вајц, известуваше за Македонија, кој го отвори прашањето за вториот протокол со барање до правната служба на ЕУ за правно разјаснување, со што отвара можност Македонија да се избори за своите права. Дали ова е реална шанса Македонија конечно да преземе конкретна дипломатска акција, како што предлагате, и какви дипломатски или политички чекори би требало Македонија веднаш да преземе за да ги заштити своите национални интереси без да го загрози процесот на евроинтеграцијата? Видите, потегот на Вајц е извонреден. И тој де факто да ние го иницииравме не може да биде подобар. Затоа што претходно веќе го елабориравме тоа дека клучот моментален за Македонија доди напред е откажување на вториот протокол. И тука нема дилема. Било кој што се разбира во овие работи, тоа мора да му биде јасно. А тие што така ги пратат, ги следат диагонално проблемите со Бугарија, со Европската унија и така натака, тие тоа не може да го разберат. И кога веќе Вајц, кој очигледно е еден чесен и велам добронамерен човек, кој сватил према се што се случува во Европскиот парламент околу Македонија, дека Македонија е жртва на апсолутно неприфатлив, да речем, терористички чекори на Брисел, разбирате, во однос на нашето интегрирање, сватил дека тука има проблеми и сака да помогне. Мислам, велам, нема друго објаснување. Самата негова иницијатива околу вториот протокол, велам, во целина, Европската советот, правната служба на Европскиот совет не може да му одговори. Вториот протокол е меѓу Македонија и Бугарија. Те немаат врска. Тоа што е ставен во преговарачката рамка веќе е прашање кое, велам, тие не го ставаат на дневен ред, бидејќи тоа е нивно автохтоно право, разбира. Велам, во целина потегот е извонреден што ни дава шанс, ако веќе еден Вајц се обидува да ги брани нашите интереси. Па не можеме ние да гледаме се и да си молчи. Значи, Македонија доби сега извонредна шанса да реагира, да го потвори тоа прашање и од своја страна, и тоа треба да биде пред се со откажување на вториот протокол. Доколку Македонија не го откажи вториот протокол, македонската интеграција во Европската унија завршува. Тоа апсолутно сум сигурен и за жал тоа ќе се потврди, бидејќи тоа е тоа. Тоа е дипломатско прашање кој човек кој луѓето кои не биле во дипломација да може да не го разбираат, али за секој дипломат со било какво искуство мора да биде јасно. Македонија или ќе го откаже вториот протокол и ќе почне од почеток, или нема никаде да стигне. Ако Македонија навистина се одлучи на таков чекор, какви би биле последиците како во однос на Брисел, така и во однос на Софија? Видите, тоа ќе биде директен исчекор во однос на Софија, кој ќе им се каже или ќе ги поставиме односите на здрава основа, македонци во Бугарија, бугари во Македонија, или со други зборови нема односи. Ако мене ме прашате, јас би ја затворил границата. Ако ти не признаш дека јас постојам, извини, не можеш да дојдеш кај мене. Ти јас сакам да допкетим. До такви солуции, до такви решенија треба се доаѓа. Замислите, некој вели дека ти не постоиш. И што се кажеш, ти да му аплаудираш, да го поканиш на кафе, да потпишуваш срамни договори со него и протоколи? Та велам, тоа ја покажува нашата ничтожност, нашата мизерија ја покажува. Тие грешки се направени, меѓутоа велам, во дипломатската пракса, откажување на меѓународни договори е рутина. Америка го откажа договорот за климата од Париз, Америка го откажа договорот за нуклеарната енергија на Иран, Америка го откажа на TPP, Trans-Pacific Partnership, договорот за трговија со 12 земји, потпишан нивните председатели. Го откажа со еден најобичен чин. И ова исто така. Протоколот со Бугарија може да се откаже вториот протокол кој веламе катастрофа, со една нота, утре се направи нота.
мислам, тоа е рутина. Значи, почитувани вамо тамо како се пишуваат нотите, ве информираме дека вториот протокол подпишан тогаш и тогаш од тие и тие не соодветствува на македонските интереси, направена историска грешка, не соодветствува на процедурите кои треба да предстојат во подпишување таков договор, таков протокол. Тој протокол морало да биде ратификуван како нов договор, бидејќи е нов договор и како таков е невалички и завршува приказната. Со една нота. Не треба ни да тропаш на маса, ни да така да леташ со авион, ништо, само со една нота. И се почува на почеток. Претходно треба да направиш една дипломатска офанзива, да го објасниш што во Брисел, да им кажеш сите нивни пропусти, за да ги амортизираш во една реакција, бидејќи Вашингтон и Брисел ќе реагираат оштро. Али велам, со една нота го решаваш проблемот. И ќе има малце врева, меѓутоа аргументите се сите на наша страна. И со аргументите се една, пак велам, на дипломатска објаснувачка офанзива на сите страни кај што треба, во сите центри на Европската Унија ако треба, во сите држави, разбирате, вие го амортизирате тоа и почнувате од почеток. И се ставате во една здрава позиција која ќе може да ви доноси плодови. Теко, во сегашните услови, ако Македонија не го откаже вториот протокол, нашата европска интеграција завршува и да се разбереме, тоа води во една длабока криза, конфронтација во земјата. И во однос на опозицијата, и во однос на албанскиот фактор. Додека Македонија се соочува со овие дипломатски предизвици, глобалната сцена станува се понестабилна, што директно влијае и врз малите држави како нашата. Да ја прошириме сликата кон глобалната геополитика, каде конфликтите се повеќе го дефинираат меѓународниот поредок со сила наместо со право. Како ги оценувате актуелните геополитички тензии, особено во Украина и на Блискиот Исток, и дали гледате простор за деескалација или конфликтите се движат кон долгорочно замрзнување? Видите, прво, конфликтот во Украина, Русија никогаш нема да дозволи да замрзне, или ќе го реши до крај, или тоа ќе продолжи. Како што изгледа сега последните информации од фронтот, мислам дека воена победа по многу што тешко може да се очекува. А ако нема воена победа, разбирате, тоа значи дека тоа ќе трае. Али велам, Русија никогаш нема да прифати прекин на огнот и да го замрзне тој случај и тоа да трае да речам, со децени. Улогата на Америка тука е клучна. Трамп направи тука револуционерна промена, длабока промена во односот, затоа што неговата изјава, што е точна, дека ако беше тој председател, таа војна немаше да се случи, тој директно го обвини Бајден дека тој е провоцирал таа војна и тоа е точно. Јас сум длабоко убеден дека тоа е војна меѓу Русија и Америка, а Украина е колатерална штета и една будалетинка како што е нивниот председател Зеленски, разбирате, дозволи земјата да биде уништена и продолжува со тоа. Тоа е пион во раците на странците и еден ден јас мислам дека ќе го обесат на плоштадот затоа што велам ја уништи држава. Тоа е во однос на Украина. Во однос на Блискиот Исток, слушајте, тоа се случува тамо е еден сериозен меѓународен тероризам. Исто кој што беше и во Венецуела. Тоа е, нема друг избор. Вие да напаѓате една суверена држава, да бомбардирате, со некои своји причини е неприфатливо. Тоа е надвор од сите меѓународни правила. Не може да се направи таква операција без согласност на Совето за безбедност. Такво нешто нема, кој што беше исто така и бомбардирањето на Белград. Према тоа, тамо работите исто така се сложнуваат. Велам, американскиот председател Трамп мислеше дека тоа ќе го реши на брзина како во Венецуела, меѓутоа да не забораваме, Иран е 6000 години стара цивилизација
која не можеш туку така да ја срушиш. Едини кој го победил, кој ја победил Персија, Александар Македонски, никој друг не успеа. Сваѓате? Така да и ова сега победа некоја дека ќе успеат американците и израелците не изгледа многу реална и тоа веројатно ќе трае затоа што тешко да се претпостави дека Трамп ќе се покае, ќе признае дека сгреши. Мислам дека такво нешто е невозможно. Последните информации зборува дека почна да рушат мостови, почна инфраструктура да рушат, овие враќаат во Кувајт и во другите земји, така да тоа ќе опасностите за долгорочни последици во светот се реални. Секаде во цел свет поскапија бензините, поскапи нафтата, поскапи гасот. Гасот е дуплирана цената, разбирате, на светскиот пазар. Така да, знаете, тие големи држави прават големи грешки, последиците сте ги трпиме и велам, излез крај на тоа што случува во Иран не се гледа. Мислам дека ќе трае подолго од што очекуваат и на крај се ќе се врти во некој магепсан круг кој нема да донесе мир, а тоа значи дека сите тие последици, поготово во енергетиката, ќе бидат реално со која ќе требаш да живееме во периодот кој е пред нас. Како ова влијае на Македонија, особено во делот на безбедноста, економијата и енергетиката? Видите, веќе кај нас почна да се размислува дека економијата ќе претрпи сериозни штети, дека инфлацијата ќе расте, дека цените ќе растат, разбирате, дека проблемите... Велам, нема земја во светот која со ова се случува на Блискиот Исток не е погодена. Прашање само колку и ништо друго. Значи Македонија е директно погодена, кај нас, слушайте, дизелот кај нас поскапи за 50%, ако не се лажам. Знаете што значи тоа? Во транспортот е дел од секое производство. Транспортот не може да не порасте после 50% кога пораснале горивата. Авионскиот сообраќај и така. Така да последиците на целиот свет се несогледливи, длабоки, долгорочни. И велам, утре да се најде примирие, дека се стабилизира енергетската основа, да речам, светска, ќе поминат сигурно макар 6 месеци, можда и повеќе. Така да последиците се веќе реални, Македонија е дел од нив и ќе видиме што се ќе ни донесе. Во контекст на актуелните тензии, Доналд Трамп изјави дека очекува војната во Иран да заврши за 2 до 3 недели. Колку е реалистична оваа проценка и какво потенцијално влијание би имале ваквите развои врз Македонија и регионот, но и врз глобалната стабилност? Видите, Трамп изјавува, дава изјави денес една, утре друга и тука покажува една, велам, веродостојност, една непостојаност, разбирате. Тој последната изјава вели дека ќе го врати Иран во камено доба. Тоа е во најмала рака неодговорна изјава. Така да тоа мора да загрижува. Очигледно човекот се залета, погрешни оценки му сервира, неодамна ги на некој начин ги обвини и министрот за одбрана и другите дека погрешни оценки му даде, разбирате, што не го оправдува. Така да, велам, сите тие изјави се мора да се земаат со резерва, бидејќи, велам, отредната он ги менува, дава нови оценки. Лично мислам дека тоа ќе заврши за 2-3 недели не е реално. Затоа што да не забораваме дека изјавите од Техеран доаѓаат дека тие се одлучуваат колку ќе трае војната. И во тоа има мислам објективност и реалност. И знаете, најголемата грешка која направи Америка ако на сувоземен тргне во сувоземна операција, разбирате, ако почне да испраќа трупи во војска во Иран, тоа ќе биде катастрофална грешка. Тоа не треба да се исклучи. Јас не верувам во тоа лично.
али и тоа не треба да се исклучи. Знаете, во очај кој ќе се најде некој, поготово голем, е спремен на чекори кои се во најмал рака изненадувачи. Так. Дали ваквите изјави ја менуваат улогата на САД како глобален миротворец? Во секој случај, знаете. Видите, јас го пофалив Трамп и напишав една колумна на таа тема, дека тој направи една револуционерна промена во американската надворешна политика, апсолутно позитивна, не надворешна политика, него на американската безбедностна политика, разбирате, и американската безбедностна стратегија, во која Кина и Русија беа душмани, со кој е неизбежен конфликт и војна, а таа може да биде само нуклеарна, разбирате, и ја промени, и Русија и Кина стана ривали или партнери со кои треба да се такмичиме. Тоа на некој начин тоа спречи Третата светска војна. И Кисинџер имаше кажано, доколку Америка не ја промени својата политика во однос на Кина, војна е неизбежна. А таа војна може да биде само гледам нуклеарна. Меѓутоа, потезите кои после тоа ги прави Трамп, неговиот однос према војната во Украина беше апсолутно позитивен, разбирате. Тој едини рече дајте да бараме решение. Иначе, таа војна е единствена во историјата, би рекол, која почна, течеше година, две, разбирате, никој не спомна преговори. Имаше нешто Турција, преземаше вамо, тамо, што беше тоа маргинално. Секоја војна би е почнала истиот ден, почнала да се зборува за примирие, за прекин на огнот, за постигнување на мир и така. Само немаше, разбирате, што не беше случајно. Трамп дојде и рече, чекајте, мораме тука да го решиме тој проблем. Велам, имаше позитивни чекори извонредни, меѓутоа што го направи во Венецуела пред се, ова што го прави во Иран, тоа е чист меѓународен политички, како сакате, воен тероризам. Не може друг избор да се најде, и не може друг израз да се најде за тоа. Покрај глобалните кризи, Европа во моментов се соочува и со значајни внатрешни политички тестови. Првиот таков тест се престојните избори во Унгарија, што ги спомнавме и претходно, кои се случуваат во период на изразени тензии меѓу Будимпешта и Брисел. Каква е вашата проценка за можните исходи од овие избори, особено во контекст на растечките разлики меѓу Брисел и Будимпешта? Видите, ако победи Орбан, зашто јас апсолутно и мислам секој во Македонија нормален човек, освен опозицијата наша, разбирате, навива за него, ќе Европската унија ќе продолжи да биде во една ситуација по многу што, разбирате, загрижувачка за овие сегашните главни носители на нивните политики кои се погрешни. Велам, едини кои во Европската унија моментално, заедно со Фицо од Словачка, сега тука на некој начин се приклучува и Полска, се приклучува и Чешка, разбирате, значи источниот дел од таа Европска унија, се друго е апсолутно изгубено во Вселената, води погрешна политика, сака да војува со Русија, а знаете, Русија нема никаков интерес да војува со Европа. Сакате, Русија мислите дека ќе освојува Европа? Па Русија има 17 и нешто милиони квадратни километри. 40% од европската територија во руски раце, преку 4 милиони квадратни километри. Што бара Русија во Европа? Да го освојува Париз? И што ќе добие со тоа? Ништо. Ќе добие само проблеми. Или Балтичките земји. Така да, овие сакат да војуваат со Русија. А Европа не може да биде обединета без Русија. Тоа треба да сватате овие европски забегани политичари. Од Мерц до Макрон до, не знам, Стармер или како се вика тој во Англија и така натака. И во целиот тој конгломерат, разбирате, и Македонија се наоѓа во една ситуација, бидејќи ние, нашата политика целосно врзана за Брисел е погрешна. Поготово во ситуација која Брисел си игра мајтап со нас веќе 35 години.
Што има направено Брисел до сега према нас? Ништо. Апсолутно ништо. Само ни поставува нови ултиматуми, нови уцени и ни направи преговарачка рамка со која никоја ќе да не приме. Велам, Македонија мора да ја диверсифицира својата политика, мора односите со Брисел да ги постои на една правна основа и прво да почне со расчистување на преговарачката рамка и на односите со Бугарија. Само така може да се оди напред. Така да велам, ситуацијата е помногу што комплексна, во на меѓународен план се влошува, разбирате. И тоа нема индикатори дека ќе трне на поарно, напротив, сите индикатори се дека тоа како трнало ќе оди само во негативна насока, бар уште еден период на време. И велам, Македонија во тие рамки мора да го да се освести, да го бара својот максимум, да ги брани своите интереси, зашто велам, во спротивно нема да не се пише баш многу арно. Господин Никовски, доколку се задржи сегашниот политички курс, дали очекувате понатамошна изолација на Унгарија во рамките на ЕУ или напротив, зајакнување на блокот на држави кои се спротивставуваат на централизацијата на Унијата? Па мислам дека тоа ќе се шири, разбирате, затоа што ова што го диктира Брисел, разбирате, до сега, и оваа политика погрешна пред се према Русија, разбирате, и према војната во Украина, еднострано заземање на позиција без да се води сметка за суштината, за зошто, например, причината зашто дојде таа војна. Велам, таа војна не е меѓу Русија и Украина, тука меѓу Русија и Америка. Се Америка се повлече од тоа и се Европа место да се прилагоди, место да го подржи тоа, таа оди со главата во зид. Велам, ако победи Орбан, што велам, за жал во моментов не изгледа многу објективно, тие ќе растат тие сили кои се против, кои де факто нудат решенија, нудат излез од дадената ситуација. Прво политиката на Орбан во однос на Русија. Дајте луѓе, ова се случува, покажува дека немаме друг избор отколку да се свртиме повторно кон енергентите од Русија. Европа се развиваше врз основа на ефтин газ и нафта од Русија и што тие ги откажа, разбирате. Не пресекава границата на која седат. Тоа не може да се оценува како нешто умно, разбирате. Нема тука ништо паметно во тоа. Тоа напротив, тоа е тешка глупост. И сега во ситуација кога цените растат, во цел свет цените пораста на бензините за 50%, што значи се друго ќе расте, видите? Пак нема промена. Едина Америка укинува одредени санкции према Русија и дозволува руската нафта да се враќа на пазар. Европа нема таква политика. Велам, запропастувачки. Тие не се глупи луѓе, али се несуваат глупо, меѓу нас кажеме. Така да, важно е да победи Орбан за тие позитивни тенденции во рамките на Унијата да се шират, да бидат со повеќе простор, али велам, ако изгуби Орбан, значи Европската Унија само ќе оди назад, нема да оди напред. По изборите во Унгарија, кои ќе се одржат на 12 април, следуваат избори во Бугарија, земја која е особено важна за Македонија поради билатералните односи и европската перспектива. Во тој контекст, изборите во Бугарија добиваат дополнителна тежина, имајќи ги во предвид регионалните импликации и односите со Македонија. Господин Никовски, што можат да донесат престојните избори во Бугарија во однос на политичката стабилност и дали гледате потенцијал за промена во надоврешната политика, особено кон соседите, пред се Македонија? Никакви промени не може да се очекуваат. Бугарската политика во однос на Македонија е зацементирана и ако ние не ги присилиме преку откажување на вториот протокол, отварање на една нова епоха, на нова ера, ако сакате, о меѓусебните односи, тие со прст нема да мрднат. Знаете, во Бугарија успеа преку пропагандата која таму очигледно доминира, преку 80% од народот, разбирате, да биде против Македонија. 80%.
Тоа е неверојатен процес. И тоа подржуваат една политика која во суштината е апсолутно неприфатлива. Прво, не признаваат, не прифаќаат дека постои. И тоа велам, толку етаблирано. Нема политичка сила, нема политичка партија која размислува поинаку. Нема. Так. Изборите нема ништо да промена во однос на Македонија. По многу што нема да се реши и политичката криза таму, бидејќи она што јас го следам, не го следам многу длабински, најверојатно ќе победи оваа коалиција што ја прави Радев, разбирате, ама тој нема да може да формира влада. И што ќе се направи? Пак ќе на избори после 6 месеци или година дена, разбирате. Така да, тоа ќе продолжи, што е лошо за нас. Разбирате? Ама тоа нас, мислам дека не треба да не инхибира. Нема влада, тој е нивни проблем, не е наш. Ако го откажеме вториот протокол, разбирате, тие ќе мора да земат политика, ќе мора да некој да почне да преговара, некој да бара решение, сваѓате. Така да, велам, топката е во нашиот двор и ако не ја шутнеме, ќе си продолжи истото статус-кво, кој е за нас и катастрофално. Господине Никовски, пред да преминеме на завршниот дел од интервјуто, сакаме да го прошириме фокусот кон регионалните односи. Како денешната кревка рамнотежа на Балканот влијае врз држави како Македонија? Дали ги ограничува нивните избори или отвара нови можности? Бугарија си е приказна за себе. Во однос на Македонија, тоа е нешто завршено. Таму да има промени било какви, нема теоретска шанса. Велам, нема политичар, осим некој, велам, таму дури е крајно ретко некој да се јави со поинакво мислење. Значи, направиле нешто што е тоталитаризам на некој начин. Така да, и не само во Бугарија, во целиот регион, пред малку објаснуваме на таа тема, ситуациите никаде не се сјајни, нити на Косово, таму веќе има и наречам уставна криза, ќе бираат председател, нема да бираат председател, нови избори, нови неизбори, така натака. Во Србија е ситуацијата исклучително тешка, комплицирана, разбирате. Во Хрватска председателот и премиерот речиси не комуницираат. Во Босна државата, нема Република Српска е држава во држава, разбирате, и нема тука никаква координација, велам. Едино Албанија тука се покажува, и Црна Гора на некој начин, иако и таму има разлики политички, разбирате. Албанија во меѓувреме опозицијата почна на еден вака веќе груп начин да бара промени, сваќате, така да, велам, целиот Балкан зрие, а Бугарија се приказна за себе, промени во однос на Македонија нема да има, тие ќе зависат само од нас. Ако ние имаме спремност, ако сме готови да бараме решение за себе, разбирате, ќе тргнеме во една офанзива, ако не, овој статус кво ќе продолжи и никаде нема да води, поготово нема да не води нас, ќе биде све на штета на Македонија. Во овој контекст кој што го зборувавме претходно, колку е можно да се смета дека регионот е стабилен, а колку е подложен на скриени тензии кои би можеле да се проектираат врз национална политика? Прво регионот не е стабилен. Знаете, почна една позитивна иницијатива која беше така наречениот Отворен Балкан, разбирате. Носители беа Србија, Македонија и Албанија. Пропадна тоа, разбирате. Тој берлински процес кој што е ништо не носи. Сега тој Брдо и, го спомнеме на почетокот, Брдо Бриони, процесот го откажа хрватите. Така да во целина Балканот оди се подлабоко во криза, се подлабоко во конфронтации, се подлабоко во поделби, разбирате, и неразбирање. Така да, велам, во целина нема никакви аргументи за некакви позитивни очекувања. Напротив,
ова што се случува во светот тие подолби конфронтации на Балканот се уште пожестоки. Велам, се заедно нема многу простор за оптимизам. Како денешните геополитички и регионални трендови влијаат врз можностите на Македонија да го зачува својот суверенитет и да обезбеди долгорочна стабилност? Само од нас зависи. Ако ние знаеме што сакаме, претходната власт апсолутно работеше против нашите фундаментални и долгорочни интереси. Оваа власт се бори да се врати на правата траекторија, на правиот пат на, разбирате, за брање нашите интереси. Се од нас зависи. Ако ние сме спремни да се бориме за своите интереси, никој ништо не ни може. А ако ние сме спремни да голтаме кнедли, ако ние сме спремни да подпишуваме втор, трет, четврти, пети протокол, разбирате, тоа покажува дека ние не знаеме кај одиме. Мислам дека оваа власт сега за сега има ориентација позитивна, велам. Меѓутоа, таа бара акција. Ако таа ориентација која е, велам, позитивна и за да заслужува поддршка, не премине во акција, ќе се покаже како јалова, ќе се покаже како неплодна и ќе се продолжи со истите негативни тенденции. Господин Николски, кога веќе ја поставивме оваа поширока рамка, сакаме да преминеме на поконцизни, но суштински прашања, кои ќе ги заокружат клучните дилеми за појасна слика каде е Македонија денес и каде оди. Ако треба да дефинирате Македонија во една поширока слика, каде се наоѓа таа денес геополитички? Јасно позиционирана или се уште во процес на барање на своето место? Таа наша позиционираност е трајна после распадот на Југославија. Меѓутоа, знаете, кој ќе вие заземете некоја позиција и што не е дефинитивно решено, се е во движење. Велат, ако сакаш да останеш на местото кај што си, треба се движи, зашто другите се движат, ќе те престигнат, разбирате. Во таа насока Македонија од самиот распад на Југославија премногу цврсто се прегрна, ако сакате, со Брисел, со Европската заедница и со Европската унија и немаше никогаш доволно, да речам, размислувања, доволни анализи да покажат дека таа не ни возвраќа. Македонија ништо не доби, мислам, да се разбереме, разни фондови ни дава, финансиска помош и така натаму. Тоа не е спорно. Тоа беше важно за нас и клучно по многу што. Меѓутоа, суштината не се промени. Европската унија, јас сум дури цврсто убеден дека Брисел нема намера нас да не пријми во унијата и тоа не како своја политика, не како туѓа, наметната, разбирате. И ние што правиме во таа ситуација? Ние ги затвараме очите и продолжуваме да деламе со главата во зидот, несвесни или не сакајќи да разбереме дека од другата страна нема соодветен, разбирате, однос, нема соодветно разбирање, соодветна отвореност, ако сакате да продолжиме понатаму. Велам, кој ќе анализирате што се случуваше. Имаше агенда 2000-та на Европската заедница се уште тогаш, како ќе се шири. Македонија немаше. Немаше причина зашто Македонија да нема. Не беше ставена. И сите овие последователни сопки, пречки, блокади кои ги поставува, не се случајни. Се е тоа дел од некој сценарио кој ние не го знаеме во основа. Така да нашата политика, нашата, да речам, меѓународна позиција треба да се преиспитува на дневна основа. И ако нешто не оди, ако некаде веќе гледате дека нема спремност, дека не функционира, барате други излез, барате други опции. Не се врзувате со нешто што веќе не покажува спремност да соработува со вас, да биде во ваша служба, во ваш интерес. Мислам дека нашата надворешна политика досегашна се водеше по многу што на погрешен начин
а тоа го покажете резултат. Што сме постигнали на довршен план? Македонија, реков, се уште не е дефинитивно етаблирана на меѓународната политичка сцена. После 35-6 години. Тоа е крајен неуспех. Тежок неуспех, разбирате. И ние сега, што правиме да го тоа финализираме? Ништо. Има политики, има исчекори, има реторика. Ама со реторика не се стигнува никаде. Затоа преска го рековме, го нагласивме и повторно да го кажеме тоа. Ако не тргнеме во акција, нема никаде да стигне. Така да, од нас зависи и на крајот од денот ќе успееме или не, велам, ќе биде резултат точно на нашите чекови. Дали надворешната политика што ја гледаме денес покажува континуитет или станува збор за промени кои се уште немаат јасна долгорочна насока? Може така да се каже. Велам, континуитетот е тука. Велам, во принцип Европската унија е цивилизацијско достигнување. И Македонија е апсолутно во право што се обидува да стане член. Тоа не е спор. Јас тоа апсолутно го поддржувам. Меѓутоа, начинот на кој што сме третирани е неприфатлив. Ние не можеме да одиме во Унијата, станеме членка како некоја аморфна маса или бугаризира. Или ќе бидеме македонци, или палави. Тие работи треба се расчистат. А ситуацијата моментално е неспорна. Бугаризацијата на македонците е цел зацртана уште пред 25-35 години. Не е ништо ново. Дали ние бевме свести за тоа или не? Това е друго прашање. Што не оправдува, разбирате, што ако не ги разбиравме работа. Така да, велам, од нас зависи и ние мораме да преземаме чекори кои ќе ги реализираат нашите основни фундаментални интереси. До сега тоа не беше правено секогаш и особено беше игнорирано тоа за време на претходната власт. Претходната власт изгази сите фундаментални интереси на македонскиот народ. Колку реално Македонија има простор за самостојно дипломатско делување, а колку е ограничена од поголемите геополитички процеси? Од нас зависи, слушайте. Јас го пак ќе го кажам. 650.000 американски војници до заби наоружени беа во Виетнам и изгубија. Ако една држава, каква е да била, која е да била, знае што сака, се бори за своето, секој ќе успее. И најмалата. Разбирате? Знаете, ве почитуваат према вашето однесување. Ако вие сте се да голтате кнедли, како што ние сме веќе 35 години, а особено последните 6-7 години претходната власт, разбирате, ќе ви даваат све поголеми кнедли. И ќе си гледаат сеир, разбирате. Така да, од нас зависи. И најмалиот фактор, ако тропне на маса и каже, луѓе, доста беше ова, најголемата сила од другата страна ќе го земе тоа предвиди, ќе се чека беше правено. А ако продолжи си голташ кнедли, ќе ти дават поголеми, дека не те задуши. Во однос. Слушайте, тоа е логика на односите, логика, ако сакате, природни текови се тоа. И мравана е мала, ама каса? Да, зависи која. Така. Во однос на ЕУ, дали проблемот повеќе лежи во условите што ни се поставуваат или како што велиме во нашиот пристап кон нив? Видите, прво начинот на кој не третираат од Брисел е неприфатлив. Велам, све се сведува на преговарачката рамка. Тие направија преговарачка рамка која е апсолутно надвор од сите принципи, правила, традиции, вредности на Унијата. Од све, разбира. Нашите, да речам повторно, што се согласија со истото. А тие таква направија не случајно. Така да тие политики кои претходно ги помнавме дека намерата да не примат не постои,
али не ја кажуваат гласно и јасно, што е нормално. А ние тоа се правиме, Боже, не го разбира. Како велат, вика, Европската Унија се прави, Боже, се прави, Боже, ќе не прими, вика, а ние се прави, Боже, правиме реформи. И на крај ништо ни од едното ни од другото, и сите се вртиме во еден магиосен круг. Така да, многу, на крајот од денот, тоа е главна, тоа е, што би рекле, суштинскиот опис на односите меѓу балканските држави и Брисел. Каде гледате најголем ризик во наредниот период? Во внатрешните политички поделби или во надворешните притисоци? Комбинација. Знаете, тоа е меѓусобно влијание. Мислам дека тие меѓународни влијанија, меѓународни притисоци, меѓународни, да речам, состојби во кои се наоѓа државата, ќе влијаат директно на влошување на состојбите во земјата. Ако ние не преземе радикални чекори во надминување на тие блокади, пречки со кои се соочуваме, разбирате, сето тоа ќе не удри по глава. Значи, во суштината, пак топката е во нашиот двор, иако не изиграме како што треба, велам, последиците ќе бидат сериозни, бидејќи ако вака продолжиме, така да велам, по раката на премиерот, дека нема промена на уставот, дека нема излегување од ќорсо како додека Бугарија не прифати дека постоиме како народ, тоа е апсолутно точно. Меѓутоа, ако тоа го оставиме само на себе, разбирате, времето не работи за нас. Тоа ќе не удри по глава. Значи, таа политика како што е дефинирана е изворедна, али не смее да се продолжи. Таа мора да води во наша акција да се тоа реши. Ако не го решиме ние, то кој ќе го реши? Никој друг нема да го реши. Софија не е заинтересиран. Нити Брисел. Тие ги решија своите проблеми. Ние прифативме рамка, односно согласиме со рамката, ние подпишаме втор протокол, се бугарско е, сите бугарски фантазмагории се во рамката, тие заврши работата. Значи, ние сме во небран. Ние сме на ветрометина. Ако сакаме да го спречиме ветро да не однесе, треба да преземе чекори. А тие чекори се откажувај на вториот протокол. Ништо друго нема да не спаси. Према вас, дали Македонија денес води проактивна дипломатија или повеќе реагира на веќе поставени услови и ситуации? Се уште реагира, разбирате, се уште реагира, како и до сега, само до сега реакциите беа понижувачки, беа срамни, предавнички, сега реагира со достоинство, али велам, реагира, тоа веќе ја промени суштината на односите, али сега треба моментот кога да се трне во акција. Моментално императив македонски да се трне во акција, да се преземат, знаете, да се преземат собствените работи, собствените интереси во своји раце. Доста тие беа во туги раце, не удараа по глава, а ние само, или ни удара шлаканици, а ние само го вртивме образ. Од еден во друг образ да ни удара шлаканици. Тоа време прекина, тоа е добро, али што е следно? Ако треба да издвоите една работа што државата мора да ја направи во следниот период, што е тоа за да заакне незината позиција? Протоколот сигурно. Само откажување на вториот протокол. Ако Македонија не го откаже вториот протокол, тоа што поскоро веќе времето не работи подолго време за нас, Македонија ќе се врти во магиосен круг и ќе продолжи. Господине Никовски, дали сте оптимист за насоката во која се движи Македонија или сметате дека ќе следува потежок период? Ако не се преземат сериозни активности да се спречи, ќе се влошува ситуацијата. Велам, топката е во наш двор и зависи од нас. Ако не покаже, велам, да не си во кожа на нашите лидери, бидејќи тоа што треба да го направат е нешто што тие наши западни партнери во наводници, разбирате, не го сакаат, ќе биде против, бидејќи тие ги решија своите проблеми. Тие не сакаат сега некој да им создава додатни проблеми. А ние, ако сакаме да излеземе од ќорсокакот, мораме да им создадеме додатни проблеми, односно да ги исправиме тие, велам,
неправилности, тие нелегални работи што ни ги наметна, разбирате. Силеџиски работи што ни ги наметна, за да се вратиме на правиот пат. И тука ние немаме избор отколку да одиме со радикални чекори. Нема ли радикални чекори, кризата ќе се влошува и ако не до крајот на оваа година, ама следната година ќе биде по многу што експлозивно. Во контекст на актуелните глобални жаришта, особено во Украина и Блискиот Исток, дали сметате дека светот влегува во подолг период на нестабилност или сепак постои реална можност за постепена деескалација? Знаете како велат, тоа што Ајнштајн ги има кажано, вика човечката памет е ограничена, човечката глупост е неограничена. Така да велам во целина шансите да се дојде до некое глобално смирување и седување на состојбите се скоро нереални, скоро се надвор од умот, разбирате. Меѓутоа, сега за сега ситуацијата оди на влошување, али да се сепак, знаете како човечката надеж последна умира, да се надеваме дека сепак ќе се дојде до одредени решенија, какви такви, и дека ќе се тргне понапред, ќе се тргне во права насока, во смирување, во соработка, во развој и така натака. Сега за сега аргументите, фактите, индикаторите не се баш во таа насока и нема многу простор за оптимизам. Во целина мислам дека светот ќе продолжи да оди во конфронтации, кризи, судири и така натака. Колку овие конфликти реално ја менуваат позицијата на помалите држави како Македонија? Дали го намалуваат просторот за самостојна политика или пак отвараат нови можности? Во целина го намалуваат. Знаете, кај што доминира силата, многу простор за умност, разбирате, и за ум нема. Али во секој случај пак тоа ќе повториме зависи од малите земји. Тие што се спремни да молчат и да трпат, тие ќе бидат жртви. Тие што се спремни да претаат, разбирате, и да ги бараат своите интереси, ќе бидат почитувани. Секој што се бори за своето, разбирате, на крајот денот почитува. Секој што е спремен да го отакнедли, само ќе добија поголеми. Така и човековата природа е така. Господине Никовски, ни беше чест. Ви благодариме за учеството и придонесот во Македонски корени. Ви посакуваме пријатен остаток од викендот во пресред на големиот наш христијански празник, Воскресението на Исус Христос. Честит Великден и великденски празници. Пријатно до слушање и секако наскоро довидување овде на Македонски корени. Ми беше големо задоволство. Поздрав до сите, нека е за многу години Великден, нека се прослави во мир, во љубов, на семеен план поготово, разбирате, и да се надеваме сепак дека сите овие работи што ги кажавме по многу што се и негативни и се, да речем, загрижувачки. Меѓутоа, знаете, никаде не било без проблеми имало и ќе има, и тоа е неизбежно. Сепак да се надеваме дека човечката мудрост ќе надмине и дека ќе трнат работите во позитивна насока. За Македонија е важно да се бори за своите интереси, досега тоа не беше случај. Никогаш во целина во овој период после распадот на Југославија, а за време на последната власт, претходната власт беше критично и катастрофално, али велам, сега сме наоѓаме во ситуација кога можеме и требаме да ги надминеме сите тие проблеми со кои ни се наметнати и со кои самите по многу што се доведовме до едно такво дередже. И велам, Македонија ќе успее, македонците да беа лесна жртва, одамна ќе ги униште, така да ќе успее Македонија, нема да биде лесно, али сите треба да работиме на тоа, сите треба да бидеме посветени на тоа и да веруваме во иднината, бидејќи велам, македонскиот народ има 1000-годишни корени. Поздрав на сите
Нека ни е вечна Македонија, да сте живи и здрави каде и да сте. Остануваме во контакт, се гледаме и слушаме овде на Македонски корир, до тогаш и секогаш. Господ Бог само убави да ви дава и чувајте си ги здравието и требате на Македонија. Благодарам многу. Поздрав. Поздрав. Секое добро, довидување.